Слава ти, Господи Исусе Христе, зборувај денеска низ мене. Македонската обредна народна култура е полна со обреди од неолитот и антиката, од железното време. Тоа се обреди кои се поврзани со потребата да бидат соединети со Господ, со Таткото Небесен, како што го викале тие драј патер во античка Македонија. Например, обредот бдеење, кој го има денеска и внесен во православието, бадник, деење, палење огнови и така натаму. Се бдеело одредени денови во храмот на Аполон, на олтарот, се преспивало за исцелување, да се прослави светецот, односно Аполон, се оставале предмети лични, се давале дарови, се правеле одредени адети на жртвување за исцелување и одврзување Аполон, а неговата сестра Афродита, односно Артемида, за неја се правеле тие поворки, односно одење од куќа на куќа, што го има во василичарството и вевчанството, во струмица, во прочка и во прилеп, облекување во животински кожи, собирање храна, палење на кожите на крајот, да се прослави плодородието. Се играле поворки, се пееле пеани, нели? Тоа се тие состови на женски хорови, на шетање низ носење на одредени предмети низ градот да се освети. И кој ќе видите во обредната македонска народна култура, има доста такви предмети, состојби кои се внесени практично со цар Константин пасобирот во изник во Никеја, кога го вовела христијанството за официјална религија на неговото царство, се внесени сите тие македонски обреди народни во христијанството. И затоа е таква таа вера. Си се слават старите празници, мајката која го родила, сите други се слават, бидејќи секој град во антиката си имал свој светец заштитник. Ние денеска зборуваме за еден пастир, едно стадо, Духот Исусов да живее во тебе, Исус да биде роден во твоето срце, Царството Божие да биде во тебе внатред и да бидеш еден дух, едно тело со Господ Исус Христос, да ја исполнуваш неговата волја, да бидеш облечен со сила од озгора, што е неразбирливо за телесните верници од скоро сите деноминации. Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни, испрати го повторно апостол Павле, некој апостол Павле да ни помогне, во секое срце Исус, за секогаш Исус, насекаде Исус, за секогаш Исусе и само Исусе, само на Господ Исус Христос му се поклонувам и го славам. Сето друго е религиски лавиринти, погрешни патишта од претходните системи, пред да се појави Господ Исус Христос, кој е цар на Македонија и македонците, бидејќи тој не создал, тој не именувал. Амин до Царството Божјо. Мир вам.